Продолжуваме понатаму. Изминатиот период, особено по социјалните медиуми, актуелна е темата за обиди на киднапирање деца. Како да си ги заштитиме нашите деца? Колешката Ана Трајчевска утринава разговара со представник од Меѓаши. Ана, повели. Така е, Јована, како што кажавме и во 7 часот во информативното издание, да има општ страв кој се шири кај родителите, особено по немилиот настан што се случи минатата недела, каде што се зборува за обид за грабнување на малолетно дете. На оваа тема разговараме повеќе со представниците од првата детска амбасада во светот Меѓаши, која се наоѓа тука во Скопје. Говориме со Ангела, која е психолог и ќе ни каже многу повеќе на оваа тема за тоа каква улога имаат родителите, општеството, но и како да ги препознаеме лицата кои може да бидат сомнителни, односно потенцијални грабнувачи на деца, да ги препознаеме се со цел за да ги заштитиме децата од вакви немили и страшни ситуации. Добро утро, Ангела. Добро дојдовте во вестите на телевизија Нова. Кажете ни дека по социјалните мрежи еве се шири овој некој општ страв, да кажеме, како можеме да препознаеме, прво да кажеме, еве сомнително лице, се со цел за да го заштитиме детето, како можеме да препознаеме дека некој би бил потенцијален грабнувач? Така, добро утро и вам. Оно што би сакала првенствено да нагласам дека одговорноста е на родителите до 10 години да не ги пуштаат децата сами да шетаат на големи места како што се трговските центри. Токму како и овој претходниот немил настан кој што се случи, значи тие луѓе најчесто се движат на места каде што знаат дека имаат деца, во школските дворови, во трговските центри, па оттаму и нагласуваме дека родителите имаат одговорноста да не ги пуштаат децата сами да се шетаат во тие делови, како и одговорноста е нивна да ги едуцираат за тоа како може да се заштитат доколку некој сака да им наштети или доколку некој нели во најлош случај сака да ги грабне. Како можеме да препознаеме некој потенцијален или како можеме еве да се заштитиме, бидејќи не можеме да ги познаваме сите луѓе, но еве околината да препознаме дека е безбедна за детето? Во секоја околина може да се јави напаѓач, може да се јави некој кој што ќе сака да му наштети на детето, меѓутоа важно е детето да знае дека во такви моменти доколку некој се обиде да му наштети, веднаш да почне да трча на место каде што е пошироко, каде што има блиски луѓе, доколку е тоа во училишниот двор, веднаш да оди внатре во училиштето, или доколку во крајен случај нели вистински физички го нападне детето, да има неколку практични совети како што е тоа нели да го гризне, да му го свитка малото прсте или да вика на цел глас или пак да го удри на незгодни места. Такова се корисни совети. Колку всушност родителите знаат ова па да го пренесат еве, како спомнавте едукација кај децата, колку знаат од родителите за овие корисни совети да им ги пренесат? Па затоа токму и сега апелираме и токму кажуваме како може да се заштитат вакви немили настани, за жал ги поттикнуваат родителите, старателите и сите оние кои што се вклучени во животот на детето да ги едуцираат и да ги направат повеќе самостојни и независни во вакви случаи, затоа што нели секогаш не може постојано да бидеме со детето, па затоа и токму овие настани го поттикнуваат тоа едуцирање за тоа како може да се заштитат децата. Вие како прва детска амбасада во светот се разбира тука сте да им помогнете да им ги дадете овие совети на родителите. Се разбира доколку не дај Боже се случи таков немил настан, тоа мора веднаш да се пријави во Министерството за внатрешни работи, но еве да кажеме има ли некој проект што можеби се подготвува за да се превенира, односно да се спречи вакви немилни ситуации за да не дојде до не дај Боже грабнување на детето? Да, првенствено како што кажавте, доколку се случи такво нешто, дури ако има сумнеш на тоа, веднаш да се пријави во полиција и оттаму Министерството за внатрешни работи ќе покрене по своја одлука и по своја процена ќе покрене кривична постапка, меѓутоа ние како детска амбасада Меѓаши сме тука нели да помогнеме во целиот тој процес и како такви започнавме со спроведување на програма од јануари оваа година
кое што е финансирано од Европската унија со цел да се зајакнат невладините организации и да се зајакне соработката помеѓу невладините организации и помеѓу надлежните државни институции на ова прашање, односно сите заедно да работиме во борбата против трговија на деца, затоа што и киднапирањето и грабнувањето е всушност основа за тој проблем, за трговија со деца. Така, Ангела, ти благодарам многу за овие корисни совети, да се надеваме дека овие ќе бидат применети, се разбира, кај децата си со цел да нема потреба и дури на социјалните мрежи да дознаваме за вакви немилни настани. Ти благодарам повторно за гостувањето. Како што слушавме, тоа беа оние совети што децата може да ги применат, односно родителите да ги пренесат на децата, за да може да се избегнат вакви немилни ситуации. А се разбира, како што кажавме и во информативното издание во 7 часот, сите оние кои имаат сомнеш дека некој би можел да биде потенцијален грабнувач, доколку се сомневаат во тоа, имаат право, се разбира, доколку се апсолутно сигурни имаат некој доказ да го покрепат тоа, да го пријават во најблиската полициска станица или пак на веб страницата на Министерството за внатрешни работи, кај пријави сомнително лице на кои ќе треба да се согласат дека се согласуваат со изјавата која ќе ја дадат при пријавувањето. Јована? Ана, внимателно ве слушав, повторно се враќам кај родителите клучот дека како што ги едуцираме децата, ги подготвуваме за секој сегмент нели од животот, мора да ги подготвиме и на вакви немили, несакани ситуации и се разбира мора да се разговара со децата како не дај Боже во таква ситуација да изреагираат. Ти благодарам, се разбира голема благодарност и до Ангела од Меѓаши која што ги сподели овие корисни совети утринава за нас. Почитувани, продолжуваме со една друга. Черногорците славија со 7:6. 5-5.